Во ова издание, британскиот премиер во Белата куќа. Профили на славни личности кои обликуваат денешницата. Анджелина Джоли. Мај, месец за кревање на свеста за поголема безбедност во сообраќајот. Што прави светот за ова? Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 10 минути ќе биде Јане Бојаджиевски. Британскиот премиер Дейвид Камерун во Вашингтон ќе биде гостин на американскиот претседател Барак Обама во Белата куќа. Се очекува фокусот на разговорите меѓу двајцата лидери да биде ситуацијата во Сирија. На почеток преглед на вестите. Ова ќе биде прва посета на Дейвид Камерун во САД откако Барак Обама беше избран за втор 4-годишен мандат минатата година. Официјални лица од Белата куќа велат дека лидерите ќе разговараат за престојната средба на групата 8 во Северна Ирска следниот месец, за трговијата и за напорите против тероризмот. Јужна Кореја и САД започнаа дводневна заедничка воена морнаричка вежба долж источното јужнокорејско крајбрежје и покрај острите противења од страна на Северна Кореја. Папата Франсис ги прогласи новите римокатолички светци откако е начело на Римокатоличката црква, вклучувајќи стотици италијанци кои во 15 век биле погубени бидејќи одбиле да се преобратат во исламска вера. За време на церемонијата на канонизација папата назначи калуѓерка од Колумбија како прва светица на една јужноамериканска земја, а истото го стори за друга калуѓерка од Мексико. Оваа недела истрагата за работата на администрацијата на Обама може да кулминира. Мајкл Бауман во следниот прилог објаснува. Токму кога изгледаше дека истрагата за нападот во Бенгази се исцрпе, ABC News извести дека се откриени имејли кои покажуваат интервенција на Стейт Департментот за начинот како администрацијата да ја представи ситуацијата, со намалување на значењето на инволвираност на терористи. Како што знаеме, 4 американци беа убиени во инцидентот. Ова предизвика нова истрага во Конгресот. Наша цел во оваа истрага е да добиеме одговори. Белата куќа долго негираше дека намерно ја држела во заблуда јавноста за природата на нападот. Ова е реакцијата на портпаролот Джей Карни. Оваа контроверза би била позначајна ако ние од самиот почеток не кажевме дека најверојатно екстремисти се инволвирани. Ова е напор да се обвини администрацијата дека криела нешто, што не е точно. Но интригата во Вашингтон доби нов материјал. Федералната агенција за даноци признава дека имало подложување на засилена проверка на лица од групи поврзани со републиканското движење Tea Party. Портпаролот на Белата куќа по повиците од републиканците рече дека акциите на агенцијата биле неприкладни, а демократскиот сенатор Карл Левин вети истрага. Во меѓувреме, кризата во Сирија ќе биде фокусот на разговорите на претседателот Обама со британскиот и турскиот премиер неделава. Во рамки на серијата славни личности кои обликуваат денешницата, ви представуваме личност за која не треба многу да се каже. Анджелина Джоли. Сметам дека славните личности имаат вистинска одговорност да знаат точно за што зборуваат, да бидат определени, да бидат спремни за долга патека и сериозно да ја сватат својата работа, дека имаат можност да зборуваат и дека тоа се слуша. Една од најсексипилните жени на денешницата, Анджелина Джоли, го користи своето влијание како јавна личност да го привлече вниманието на јавноста кон светски прашања, како хуманитарната криза во Чад, Судан и Сиера Леоне, истовремено донирајќи голем дел од приходот за добротворни цели. Со бројни награди низ кариерата, вклучувајќи Оскар за најдобра споредна женска улога во Girl Interrupted, Джоли е нашироко позната по улогата на амбасадорка на добра волја за Високиот комесаријат на Обединетите нации. За овој ангажман во 2005 година ја доби и глобалната награда на Светската организација за хуманитарни активности. Чудно ми е да добивам награди за еден ваков ангажман. Срамежливо влегов во ова, но брзо сфатив дека е одлична организација и едноставно уживав во вечерта, но и натаму ми е чудно.
Джоли кусо време потоа стана активна и преку Високиот комесаријат за бегалци посети бројни кампови широм светот, информирајќи се за условите и ситуацијата. Откако ја прифати амбасадорската позиција во 2001 година, Джоли стана активистка за заштита на бегалците на 5 континенти. По посетата на афганистанските бегалци во Пакистан, Анджелина Джоли несебично донираше $1 милион за покривање на некои од нивните потреби. Позната и по основање на глобалната акција за деца, непрофитна организација чија цел е обезбедување преку $2,5 милиарди годишно за програми што поддржуваат деца без родители и деца во опасност. Во рамки на услугите и бесплатно неопходно образование за деца во земјите во развој. Се поголем број сирачиња значи се поголем број напуштена младина, подложна на робство, регрутација во терористички активности, трговија со деца, проституција. И обликуваме иднината според начинот на кој ги одгледуваме децата. Децата без родители се деца на целиот свет. Джоли и актерот и партнер Бред Пит донираа $1 милион за 3 хуманитарни организации, истовремено основајќи ја сопствената фондација Джоли Пит. Джоли мина драматичен пат од почетоците на незината кариера и несреќна до личност за пример. Мај е месец за кривање на свеста за поголема безбедност во сообраќајот. Прилогот што следи ќе го представи Лилица Китаровска. Повели Лилица. Благодарам, Јане. Безбедноста во сообраќајот не засега сите, без оглед во која улога учествуваме во него. Денеска илјадници луѓе ширум светот земаат учество во собири и пешачење за оваа кауза. А каква е ситуацијата во Соединетите Американски држави кога станува збор за безбедноста во сообраќајот? Ова е област каде и еден загубен живот во сообраќајна несреќа е премногу. Во САД постои висока култура на користење на безбедносни појаси, но убиец број 1 во оваа категорија е одвлечено внимание заради текстирање и користење на мобилни телефони за време на возењето. Луѓето уште не сваќаат колку може да ги чини поглед на телефонот за само неколку секунди. Зашто не одам зборуваше и секретарот за сообраќај Реј Лахуд? Автомобили и луѓе се обидуваат да коегзистираат на најфреквентните патишта во светот, особено возење велосипед, пешачење и преминување улица во Камбоџа, Индија, Танзанија. Личи на натпревар со премногу губитници. 1,2 милиони луѓе гинат во сообраќајни несреќи секоја година. Јужна Африка е меѓу најлошите. Секој ден таму се губат по 40 животи во сообраќајни несреќи. За Нани Мандела, правнука на Нелсон Мандела, загина токму тука пред 3 години во очи на одржување на светското првенство во фудбал. Во нејзина чест е настанот за промовирање на безбедноста на патиштата. Долга, кратка прошетка. Но не само таму. Пешаци излегуваат под тоа мото и во Виетнам и на други места во светот. Вујкото на Занани, Квеку Мандела, се приклучи на пешаците за каузата во Вашингтон. Правиме нешто за другите, за нивно образование, за Занани. Линијата што покажува загинати на патишта во САД не е права. Благо порасна годинава во споредба со лани, откако драстично беше намалена во годината пред тоа. Нема тренд, но се чини дека нема ни крај. Иако се гледа глобално, факт е дека премногу животи се губат на овој начин. Ова е месецот кога луѓето се поттикнуваат да размислуваат за поголема безбедност во сообраќајот, без оглед како учествувате во него, без оглед на возраста. Одговорноста е кај сите. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата. За повеќе содржини на Гласот на Америка посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Vice President of Production and Development supervises all original television shows for a cable network.
Scott Paradon earned a degree in marketing from Long Island University. Mr. Paradon began his career as an actor before transitioning to work as a producer for cable networks, including E!, the Game Show Network, and VH1. Hi, I'm Scott Paradon, executive producer of The Daily Habit and vice president of Fuel TV for production and development. And you are watching Made in Hollywood. I'm your host, Pat Parnell, and we've got another awesome show planned for you today. Johnny Knoxville will be here later, but first we've got a 3D panel of jackasses right here. Chris Pontius, everybody. 3D panel. Yeah. As Vice President of Production and Development for Fuel TV, what are some of your responsibilities?